Земјо ти расти и танцувај, сите неволји прости ги, во сјај те љубам, од љубов јас умирам, те љубам, за пак да се преродам. Ти мирно спи, кога ноќ царува, под месечина тивко ти пејам, те љубам, од љубов јас умирам, те љубам, за пак да се преродам. Срцето мое тука чука, овде силно бие, ти си мојот дар. Златна е родната ми грудка, мене што ме роди и ме изгледа. Срцето мое тука чука, овде силно бие, ти си мојот дар. Златна е родната ми грудка, милно што ме гушна, за да порасна. Браво, бе, Звер, браво. Алал да ти е, фала ти што ми дојде и што ми ја манала песната уба. Фала ти тебе. Македонска песна. Фала ти пред се за поканата и драго ми е што сум. И таман работа. Лабаво кај тебе. Да, лабаво скроз. Ние да ти кажем право, јас имам навика и да заборам да ги представам гостите, си рачунам дека те знаат луѓето. За тие што не го знаете, ова е Никола Зацевски Зац, ние Зац си го викаме. Пејач, текстописец, така, имаш напишано некој текстче, така. Имам и текстови, да, и имам музичиња нешто и така да, натаму, се. да. Соработки тука со наши битолски имиња некои и така натаму, да поздравиме Николче Мицевски вака суптилно. Да. Да, супер, Голем супер. поздрав. Да, фала ти брат што ми дојде. Убаво песниче, ме љубиш, а? Убаво, фала ти. Сам се поштова. Ова не мора да толку искрено. Братска Да, љубов, да. да се разбериме, не е ова. Да, што има, кажи ми, обично не прашувам луѓе, ама знам дека ти цело време работиш нешто. Знам дека нон-стоп нешто смислуваш, спотој се онакваш, влегваш ептен, онака уметнички во приказните. Што спремаш нешто сега? Сигурно спремаш нешто Да, ново. пред се вака фала ти, значи стварно на поканата и ми е мило дека вака конечно да се видиме, Да, не само да се вака што се подружиме, сретнуваме, што се дружиме така и баш вака лабаво во емисија кај тебе. И моментално значи повеќе сум посветен така со настапи со низ Македонија сегде. Те Што се гледам, вика, те да. гледам, те пратам, Чест- нон-стоп си со нас. Често сме, да. Моментално, што е најново да речам, нешто работиме ете со, веќе кога спомнавме Никола Мицевски, или Николче, како и да е. Дека некојаш Ние така, понагалено ни замер- Николче си го Да, викаме. ни замерва посекогаш. И моментално работиме нешто ново, што ќе биде така да речам за, како викат, јаготка на шлаго, на албумот, што се вика, Супер. да го запечатиме А значи албумот. албумче има. Да. Да, веќе се започна, со Николче се започна и со Николче сакаме да се заврши тој цел, да речам, проект. Имаме доста миксо на се што имаше видено дека е изваено како од преработки, како лихни да што беше, Да, од да. мои песни, каде има нешто и авторско мое, нешто Никола, нешто од мои колеги, другари, да речам, моја возраст помали. Така да, тоа е едноставно отворени карти за на сите да му се дај шанса да сработиме нешто најкреативно, да речам, што можеме. Супер. И да го запечатиме овој албум конечно годинава. Мислам дека е време, да. Леле, ќути, јас со тие албумите, стално кога ќе планираш дека сега ова ќе види, по 10 години ќе се деси, Па разбираш? јас така од првата година кога почнав албумот, да, ќе го направам и ќе го завршам, Да, знаеш. да, не И се, уживај. ајде, ама ова мислам дека е Уживај, крајно да. време, да. Чекај сега, ти Николче, тој Николче, како ќе викате Николче на квадрат албумот ќе се вика, како ќе види. Не, Никол- срцето мое тука чука, баш со ова песна што отворивме сега Значи, моментално. ептен Да, отварање за песната беше и ту најинтересната соработка со Николче, тогаш беше тој во Битола, јас бев во Австралија.
И најаката соработка што имавме, се снимаше Австралија, Македонија, целото видео, целото аудио. Така ја направивме првата соработка и после се вратив в Македонија, да речем, и продолживме со останатите песни да ги правиме. Сторе патувањето, аудиото, човече, Кажи, Австралија, Македонија. Па то видеото беше Па поќе. видеото, си знашета пусто видео. Јако. Да. Че, ти беше баги време, колку време беше Австралија? 2 години поживеав, да ти кажам. Машал. Појдов на 3 месеци. така се оди. Не, јас да проше на одмор ќе одам. Абе, ви за на одмор ќе оиме на недела, го нема 10 години, разбираш, се враќа друг човек од таму. Не, јако беше ти така, на 3 месеци, баш појдов онака да посетам брат ми, тогаш беше таму. Појдов едно време, значи, опали ја работите, што знам, тоа што го работиш тука, успеав да се снајдам за 3 месеци, ме побараа да пеам во група, почнав сам да настапвам како артист, кореограф, тоа што го работам паралелно до ден денес. Со играорни, па ме побара 1, 2, 3 играорни таму да бидам кореограф и едноставно реков, еве можност и англиски сакав да си дозавршам, да научам, што се вика, ке ни треба како нас, да речам. Ни треба и онака убаво искуство, убави 2 години ги поминав таму, едноставно наискрено, значи тоа што успеав да си дозволам таму да заработам, нешто сакав тоа што сум го имал како дете, што се вика страст за пеење, баш да си снимаш и да сработиш нешто твое авторско, ти овде знаеме колку можеш одовде да си вложиш. Така е, да. Така е, не, убаво, супер, баш ми е мерак ми што си го работи уште и то со кореографите, со етното, да речам, со си работиме, играорните. си се шетаме, си играме се. Во која си... Во фолклорен ансамбл Битола, од Битола, да. Таму израсти веќе 20 години, што се вика, во тој ансамбл. Сум бил и во други многу, како и во танец. Имав можност таму да бидам. Ама, онака, таму бев како играорец и после едноставно, ајде и кореографко видео дека стварно ја работам. И баш минала година си бевме Шпанија, си се прошетавме и ние и децата и сите. Шуеваме со играорните, се дупнавте од четање. Јас кога кажува, пример, другарите по играорни што свиреа, абе бевме Италија, сега ќе оиме Турција, сега ќе оиме, што правите, бе, рекол. Не, јако е стварно. Значи, убаво искуство и ќе видиш различни култури, различни земји, ќе запознаеш. До ден денес, значи, можам да кажам, 50% што ми се сите пријатели општо по социјални мрежи, ми се од странство. Значи сите, кој од Саут Америка, кој од, не знам, Америка, од Русија, Австралија, од каде не. Да, многу е јако. Јас еве што снимам пример Илинденски ден во Битола неколку пати и пример луѓе од сегде од светот и пошто си цело време тука, идат и тебе ќе ти спочитуваат, ќе ти дадат некое поклонче како што дават таму на градоначалници, на она. Знаеш, правиш контакти, па видеа, па чуда, па дај снимај не ова да направиме, па не знам, она и многу е. Не, последните години стварно со Илинденски денови се раздвижи и град и општо и културата да си ја испромовираме ние кои сме македонци. Да, дефинитивно. Јас многу ми е затоа и една од причините што правиме емисијата е да си го промовираме нашето, знаеш, и вака кога кидат гости го му речам што сакаш да пееме, и ќе кажат нешто странско, супер. Можеме да пееме странско, не е никаков проблем, треба од сите култури да имаме. Ма дај прво нашето си го испочитуваме, после втората песна што сакаш ќе правиме, не е проблем. Знаеш, што ти многу ретко нема пример по телевизиите, нема емисии вака една, две, ако се и не се ни две, што се за музика направени, ќе одиш ја, нема да одиш. Од искуството видовме, бевме заедно, да речам во емисии кај што си имаме сретнувано и сето е дали е утринска или нешто слично. Да, поради тоа стварно е, значи, добро што да се почитува сепак нашата имаме преува музика. Дефинитивно. Од евергрини, од преработки стари, се. За мерак. Значи, албумче се спрема, спотчиња се спремат, ти си внесен во тие спотови, дека му влезиш, психички му влегваш онака скроз со подготовка, со све. Па, може и ги имаш искуството, значи сигурно. Луѓето не знаат, затоа ти верувам, да. Затоа ти го наформам. Моментот е ме гиваш, Добро. Моментално, значи стварно, кога работиш со нешто, сакаш да бидеш креативен, значи многу е битно музиката да го споиш со тоа што го има на видеопродукција. И сега
50% од сите песни што ми се, значи сакам јас да има внатре мое како да биде режиски, што да се снима, што да се прикажи на самиот спот, значи сето досега што го имам направено од Соблихни од со моите сите песни да речам, се мои идеи како да се представи шо, кај да снимаме, што да снимаме, јас организирам, јас правам. И дури беше најинтересно да ќе го спомнам и ќе го поздравам мојот другар Никола Митревски, што е од Битола. Уште еден Никола? Уште еден Никола, цела екипа со Никола, да. Ништо, дај крстете се Никола, го сакате со работки Никола, никако. Не на квадрат, Ова ќе види куб, на кубен метар ќе го направиме. Кубик Никола ќе има. Моментално, да, имаме уште едно видео сега што го правиме со баш со Никола и песна што е за брзо ќе биде. Не цел месец можно да излези песната. Заедно и со Бојан ја направивме Димитровски. Така му седнавме првата соработка со Никола, вика да ми помогнеш нешто за заедно да го направиме. Ајде ваши. И сега си најмивме домот на културата. Ајде снимаме, ајде тука помош брат ми за прашини, за не знам за светла, за помагање. Поздравиме и брат ти. Да, опасене. Да, и едноставно го работиме, го снимаме и кога дојдовме во продукција, влегваме внатри, си седавме лабавко, ајде да го работиме сега. Лабаво да си го работиме, ајде сега. И седнуваме едно време, ајде вака, ајде овај кадар, ова е интересно, ова е нешто јако, знаеш, и онака. И едно време другар ми седнува вака. Брат, дај доста, вика ми кажуваш, земи направи, почнувам стварно да гибам јас, ајде ова поназад, ова поназад. И едно време, вика, стварно како што рековме, заедно го направиме, знаеш, и онака. Така влегва чивијата, брат. Јас така пробај овде, пробај онде, па ќе чекав некој да го напрат, па не ми се чекаше, па ај пробај спушти. Зедов самиот да си ми прам после. Иначе и јас брат ми го влечкав порано на онакви, сега не го малтретирам многу. Еве дури јас си има обавези човеко, ама порано. И брат ми си има, ама сега тоа е. Брат ми снимател го направи. Го имам и диџеј правено многу пати. Да се наоѓа. Ако имат поздрав до брат ми. Не, ако имат желба, имат. Еве и брат ми во Австралија го почнавме тоа. Искуството со прашини, добро се снајде, така му викам, сега си најде работно место, добро кој ќе снимаме спота. Што сакаш да направиме нешто, свирниме нову? Ја затепавме на муавет и работа да мани тргна на муавет, дај да попееме стварно. Да. Јас ја зедам гитарата, не да те притискам, него некако многу голем се осеќам. Вака нешто, пошто сме така со тебе пуштено лава, ај наше. Она после ќе направиме ако треба и нешто друго. Може, што сакаш да нешто наше, што знам од нокаут, ајде. Шо да, ABC, не знам, или нешто. N2-3. N2-3, раз, два, три. Од кај саш, од Гедур може? Јас мислам дека од Геа пеам. Одни кратко сукниче, зголно девојче, наби тесно блузиче, со голо стомаче. Да ти видам пупаче, бело козиче, а потесно блузиче, ниту прслуче. О, ме врти колено, ној кваќе е влажно, доумерено. Ајде биди шекерче, па и да ни заврне, чадор имаме. Мајстор за припеви сум човек. И ти си незадоволна, тој е наивен. Дојди вечер на гости, јас сум осамен. Остани за вечера, биди душичка. Она што би јадел јас, би ти изготвила. О, ме врти колено, ној кваќе е влажно, доумерено. Ајде биди шекерче, па и да ни заврне, чадор имаме. ABC, N2-3, ABC заедно, јас и ти. ABC, сакаш ли? Заедно јас и ти одговори. О, ме врти колено,
сваќе е влажно до умерено. Ајде биди шеќерче, па и да ни заврне чадор имаме, па и да ни заврне чадор имаме. Браво, видиш го си легна? За мерак. Абе, со Го сакаш. со другар ми вака си направивме на емисија. Така, Најако ти со микрофонов да му манам. Да. Што викат лакто. скроз, едно лакто и свишета и работата. Убави песничина има македонски. Кажи ми, нас свирки вака го прашвам ова прашање многу пати, ама ме интересира. Ти пошто си свириш редовно, колку последно време барат македонската музика и уствари кој временски период од македонската музика најмногу го барат? Тешко прашање. Стварно тешко. Тешка тема. Значи, ако бидам искрен, на сите до сега Би било убаво да видиш, да не е проблем. ги почнувам со македонски, значи почнувам со мои авторски песни, почнувам со, не знам, Тоше, имаме Лозан, значи имаме звезди наши, што стварно стајле, Нокаут, имаме Каролина, значи, имиња што стварно стајле доста голем белек, ама искрено почнуваш и вака те гледам. Да. И тераш Да, и да. ќе изведиш пола сат, 40 минути, едноставно сваќаш дека луѓе, Тоа е, ништо, разбира. вака ќе биде мртво вечерва и почнуваш да сменуваш. Одиме нешто српско, хрватско, значи одиме англиско, шпанско, се, значи. Ама да бидам искрен, значи македонско никој освен наши некој македонски патриотски во последно. Да. Што се барат, да. Тие да, значи тие ми да. побарале патриотски, дали то дека Охрид сум често лихни да ако одам во Битола, значи наши песни што ги изведваме, ете Бисер балкански и ред други, Да. значи изведваме песни. Ама тоа е ептен, значи редок случај да се побара. Едноставно како забавна песна некој да дојде да ти порача да речи ова не. И се на да не речам турбо фолк и Да. слично. За да те не прашпам. сум премногу јас турбо фолк наискрено, значи пеам нешто приближно до турбо фолк. Да не спомнувам имиња, ама сепак не е Да, бе, да. моментот Не- кај што се веселат не луѓето влегме во и идат за мрсното, македонско, да. значи Да, да. наискрено. За жал. То многу ме нервира, знаеш, мислам, стално сум бил тука, разбираш, и да испириш и да испеши каверче некој мајтап ќе направиш ова, она, знаеш, да се Да, промовира нешто да врти, пошто нема каде иначе. Ние ако една шака луѓе сме, ако не се поддржиме, кој ќе не поддржи. Ја ги поддржваме комшите, ќе излези песна од некој од комшите, Одма прва на репертоар Абе, таму шо? дури и да не ти ја И побара. на стори, и на репертоар, мислиш сега кога ќе те види Цеца дека му Не. сподели песната, пример, велиме? Леле, пример. Абе, одма кога ќе ти дојди тука, ќе те изгушка, ќе ти речи, леле, мајко, фала ти Ала, многу, ала ти. ми изрекламираме, шо? Хаос. Многу ми онако, шо мисли дека треба да направиме вака малце, да смениме работата? Мислам, дали можеме уопште да смениме приказната во Македонија за нашата музика? За нашата музика се почна да се сменува еден период, јас наискрен сум и многу е битно квалитетно талент шоу. Значи, кој ќе имаме квалитетно талент шоу, би ги повлекле сите што се артисти наши македонски таленти, да речам, наместо да одиме Србија, Бугарија, Така е, тоа да е одиме така. на други места, ќе бидеме тука, едноставно испромовирани, многу е битно продукциите. Јас мислам дека продукции, менаџери да се треба вложување едноставно да се жртвуваат, не да се оди само на едноставно на лесна заработувачка. Знаеме дека овој пат колку е тежок артистички. Така, така. И мислам дека тие се работите што можат да помогнат и да кренат како цела генерација сите што сме, да речам, Дефинитивно. помлади вака овој период, како што беа и на времето, да речам, продукции што како Да, тоа имаше што едно имаше време, да. еден период, сите артисти кои ќе имаш поддршка еден со друг. Да. Да имаш. снимиме заедно, дај со друг, со трет. Значи, тие се битни, јас мислам, големи поддршки еден со друг артист и продукции кај што би излегла нашата музика, нашата сцена да биде нешто попопуларно
и да се слуша, да Прав речам. си, брат, прав си. Имаше едно време многу музика излегваше и песните ден денес се пеат. Да. Китчиња И зато од тоа сега време. се врати како што беше и магија пример, ете ќе ја спомниме песната, што стварно значи имаше квалитет, ама многу е битно и поддршката еден со друг артист Битно е. да се успее. Кажи ми нешто, некој проект че поголем од страна на концерти, такви работи имаш замислено, имаш Да, веќе планирано, освен за албумот, тоа ќе ми правиш беше промоција да, сега. да. Ми беше моментално албумот што сакав да го правам прво во пролетва, да речем, околу Великден, ама сепак се одложват работите ради сепак тимот да не дојде да ги убрзаш Така, сите тие работи. Оставивме нешто околу септември. Значи септември најверојатно ќе биде тоа за албумот, а останато измеѓу заедно со брат ми и со уште двајца други што се запознавме и во Австралија, да речем, што соработвавме, имаме организација, невладина организација, што правиме хуманитарни концерти веќе следна година ќе правиме 10 години од првиот концерт кој се направи, да. И секоја година правиме хуманитарни концерти, дури бевме во Австралија ги правевме концертите, се помагаше во Македонија. Са моментално 2 години со ред правиме во Крушево, во спомен куќата. И му помагаат Австралија сега, пошто Не, му треба таму. не, за жал, не можеме до толку. Се шалам, се шалам. Да, моментално, значи, се е закажан на 29 јуни, на мојот роден ден е закажан браво. уште еден хуманитарен концерт што ќе биде во спомен куќата во амфитеатарчето, да речем. Позади, подкровител ни е поддршка, да речем, национална телевизија, имаме таму веќе поставени кој бенд, кој ни работи светло, тон, сите тие работи, знаеш, онака стварно професионално се работи за да те поддржи сепак национална телевизија треба да биде Дефинитивно. квалитетно направено и сме задоволни од и сепак си правиме нешто и помагаме, што се вика покрај тоа што ги спомнуваме делата, од тоа што се подсеќаме на неговите песни и плюс се прави една многу добра работа. што се Сеќаме и на хуманоста, и на тоа хуманоста. што- Да. Гледаме да помогнеме. Брат ми е тој задолжен да речам за тој дел поиќе хуманиот дел. Опасен е, брат, јас те вида работа. Тој е задолжен, јас сум поиќе за музичкиот дел, за програмата. И едноставно како тим и другите колеги што работиме, да речам, си гледаме да фатиме се што можеме. Тие се као проекти нешто во меѓувреме има некоја турнеја и за Австралија се крчка. Ајде, да не му се ама качваш не на објавуваме Николче со- ништо уште. Да Да не не со го изненадам Николче. да му појдам, а? Да не оиш со авионот со Николче и јас дојдов да му речиш. Па не можеш да знаеш, може можеш да да испадне. знаеш. Не можеш да знаеш Ако искрено. шо? Може и така да испадне, да, Од пошто Куперо гледам. излези му така, бе. И јас дојдов тука јас. сум. Не, можно е да се погодиме уствари во ист период, ама не е уште ништо потврдено. Оти сепак уште допрва се прат некои планови. Испадна прилика и за следна година за да таа промоција што ја правам на албумот да го направиме и таму, ама ова е некој друг проект што ме побара и сега и едноставно и да се прошетам малку. Да, бе, И јас да малце одморам да од пеење, Не, знаеш. и тата би сине му абе, ти јас би шетнал, не викам, не мислам, не Австралија, кажеш, убава земја. не кажеш. Сончева, да. Да, бе, да, убаво е, брат, убаво е да правиш турнеи и покрај другото што ќе опееш, ќе си го испромовираш и твоето. Да, тоа ми е планот, и сепак во тие 2 години запознав доста луѓе, ме запознаа како артист, да речам, пред се како пејач и сум во голем, да речам, напредок онака таму за 2 години да направиш едно име кај што бев баран во други градови, како Брисбен, како Браво. Сидне. Едноставно настапував за некои нивни дали празници за Илинден, за не знам некои нивни што ги праја како бало и таму. Добро, и наши се, ама нема врска, Да. те раз. Да, бало. се шалам. И едноставно, значи, бев во Брисбен и во Сидне, во Перт, имав можност да запознаеш и да ме запознат, да се испромовирам, кај што сега отворени ми се вратите за и мое нешто да испромовирам, Да, бе, да. нешто македонско како што правиме со Николче сега моментално и преработки, а и плюс и нешто и таму забава да направиме. Да, бе, да. Кога спомна забава таму, јас, пошто се знаеме музичарите претежно, и народњаците што одат натаму, многу често знаат да кажуваат некои приказни од Австралија, са не знам што е како е вистина, дали знаеш што се дешава на тие забавите, на
да речам, на нашите колеги од народната музика слушам нешто качвања, маси, чуда, хаоси. Не излегват снимки, ретко гледам нешто такво да излезе, ама се слушам уавец. Се дешава такви работи, да. Веселба. Јас не сум зачекал на мои настапи, да речам така, ама од тоа што имам и јас видено, и има такви работи. Значи, ефтен се откачва таму, се оди до даска. Хаос. Браво. Демек не сме дома овде, не ме знаат што сум сега Не, ќе правим. ама јак момент беше, јас копојал, значи тогаш, и сега влегвам со бенд и кај што, ајде, прва свирка што ни беше таму, и му викам, значи, сепак не сум јас искусен некои песни, не знам што репертоар се свири сега, тоа што знам. И сега почнувам, излегвам, ајде со микрофонот, пеам 1, 2, 3, идат ми порачват песна, Зајко Кукурајко беше, прва што ме. Јас ја знам онака на мајтап, ама сега да испееш не е туку така. Едно време се враќам назад. И тапанџијата уствари што беше од бендов, кој си пееше предходно. Не, Радко во Сидне, да. Поздрав за Радко. Да, во Сидне. А инако јас во Мелбурн живеев. И му викам вака, не знам песната. Ко слушнав уште еден тон, значи песни, кај што па може тие биле атрактивни пред 50 години овде. Јас прв пат песната слушам дека постои таква песна и онака, леле, јако. Добро, ќе научам барем песни. Да, ставиш уште едно песниче Амани вака за крај и да бегаме. Ајде, може. Ја прекардашивме работа да ги си силно стуѓето од дома. Ќе почна Што сакаш да направим? Ајде нешто хрватско, може? Од Петар Граша нешто. Например? Душо ко нам брани. Да, може. Може. Нека чини ми се да е пропало све, ништа нече да крене. Ја поводив човече. Лоше дошло е време, а ја не видим спас за нас, зато бежим од свих. Нека напишем стих, нека додем до шанка, ал е линија танка измеѓу јаве и сна, и врха и дна, и пјевам. Еј, душо, ко нам рани, да буде све колани, на моју душу стани и остани. Еј, душо, ко нам рани, да буде све колани, на моју душу стани и остани. Уште рефрен на Амани, доста не те мачам со строфите. И Еј, душо, ко нам брани, да буде све колани, на моју душу стани и остани. На моју душу стани и остани. браво, Зер, браво. Ја реков. Сакавме да направиме дека правевме муавет на наше. Не е проблем, брат, што сакаш ќе направиме. Една строфа, наша битолска ајде. Може, Зашто која? не? Ако одам во битола, не знам. Од кај сакаш? CD, не знам кај кај било. Може. За да не се мачиме многу. Ако одам во Битола ке прошетам по широк сока, така некако беше Виктор, браво. а на дембел чаршија кафе ке се напијам. Младост милно ке си спомнувам, а на дембел чаршија кафе ке се напијам. Младост милно ке си спомнувам. Еј, мори моме, како да речам, за солу
солуна за Стамбола не ја не дава. Ја научам да свирам. Hej, mori mome, kako da rečam, za Soluna, za Stambola, Bitola ne dava. Не мора тоналитет свирено, но и дојде некако. Абе, ако ќе Борба, врска, вако, битно си убаво. ја рековме, си ја Да, направивме. бе, да. Наша битолска. За мерак. Брат, фала ти. Битолчани, поздрав. Скроз Со песна. поздрав до Битола. Фала ти што ми дојде, што ми гостуваше. Се надевам дека се што сакаш да направиш, се ќе ти се оствари. И мерак ми е што вака со жар му влегваш на приказната. И мило ми е што си поминавме вака едно убаво време. Да, се бе. подруживме, си попеевме. И се надевам ќе уживат гледачите. Да. Се најубаво. Ке Здрав и се жив. ке се подружиме пак ние. Дечки, фала ви вас, се надевам дека ви беше лабаво, пошто тоа е уствари муабетот на емисијата, ви биди лабаво неделното попладне. Ви попеавме малце македонско, малце хрватско, па македонско, малце го загрешивме, не е страшно, лабав е концепто, поентата е да кажеме дека и грешењето е окей. Че треба да грешиш за да знам да си ја научам за после. Фала ви за вниманието и се гледаме наредна недела во 18 часот. Поздрав!